Постои сериозна закана по унитарноста на државата. Протести со ваква бројност можат битно да влијаат на политичките процеси во Македонија, вели во интервју за Курир професорот и социополитички аналитичар Бранислав Саркањац. Коментирајќи ги договорите меѓу СДСМ и албанските партии, Саркањац вели дека на ваков начин се загрозува унитарноста и се нарушуваат правилата за фер игра во политиката. Ако си го исполнил условот да собереш 61 пратеник, ти немаш право да действуваш на начин кој не е предвиден, договорен и кој директно ги загрозува интересите на македонскиот народ, кој е државотворен. Република Македонија е во собственост на сите граѓани кои живеат во неа и никој не може да располага со таа собственост на штета на граѓаните, дециде на Саркањац. Според професорот, кога има колизии на интереси во политичкиот живот какви што ги имаме денес во Македонија, тогаш се применува правилото на одредување на највиталните приоритети на државата. Погрешно е да му се забележува на председателот дека не може да прави што сака и дека треба да го даде мандатот, како што можев да видам во неколку коментари на странски политичари. Неговата одлука е далеку од своја волја или инает, како што формулираат повеќе странски дипломати. Во неа имате оценка која се повикува на важноста на државните приоритети и нивната надреденост во однос на формално правното. Во крајна линија, ниту еден закон не може се да опфати и да кодифицира, уште помалку да предвидува конкретни ситуации. Во однос на изјавите од ДУИ дека е постигнат договор за дебата со СДСМ за промена на знамето, химната, националниот грб на Република Македонија, Саркањац вели дека Македонија е хетерогена национална држава со мултикултурна политика во која активно се води сметка за правата на помалите заедници. Македонија не е само на македонците, но национално значи дека на планот на клучните обележја на државата, Република Македонија не може да се задира во идентитетот, символите, историјата на македонскиот народ и статусот на македонскиот јазик. Ако го нема мултикултурализмот над Македонија ќе демне бикултурализмот како разврска, а бинационалноста е многу извесен вовед во федерализација или поделба на Македонија, со што неповратно ќе се урнат темелите на македонската држава, смета Саркањац. Приказната за договорот за промена на знамето, националниот грб, не е резултат на слабоста на мултикултурализмот, туку обратно, тој е напад врз мултикултурализмот зготвен во некоја друга кујна. Македонија тука не смее да отстапи. Мултикултурализмот е новија простори присутен најмалку 2500 години. И уште еднаш за договорот или така наречената платформа, да се поставуваат вакви барања пред македонската државотворна нација, која со децении е обесправена и негирана, најблаго кажано е политички нефер. Во суштина се работи за безобзирна провокација. Околу улогата на меѓународниот фактор во актуелната политичка ситуација, професорот вели дека меѓународната заедница не води сметка за историскиот контекст, за геополитичкиот или геокултурниот контекст на Македонија. Уште не можеме да се ослободиме од референцата ФИРОМ, негирани сме и оспорувани од сите соседи. Не сме членка ниту на Европската Унија, ниту на НАТО. Кога станува збор за правата на албанците, те гледаат како целосно признат политички субјект, а кога ќе им ги предочиш проблемите со соседите од кои фактички не си целосно признат политички субјект, се прават како да не слушаат. Кога се зборува за двојните стандарди на ЕУ спрема нас, се мисли токму на ова, заклучува Саркањац.